Апелацискиот суд во Штип ја потврдил одлуката на првостепениот суд, односно на Основен суд Штип, за побивање на хипотеката на објектите на рудниците за олово цинкова руда Злетово во Пробишти и Питораница во Крива Паланка, информираше раководството на синдикатот на двата рудници. Поранешниот концесионер на рудниците, индиската фирма Индоминерали Метали, под хипотека го стави имотот на рудниците минатата година, односно 10 месеци пред да се прогласи стечајот. Откако договорот за концесија беше раскинат по пат на јавна електронска лицитација, концесијата за двата рудници ја призеде бугарската компанија Минстрој, но поради првите пречки оваа компанија не можеше да влезе во објектите и да го почне процесот за рестартирање на рудниците. Представници на Минстрој веќе 1 месец се во Пробиштип и ги прават плановите и активностите за да се почне експлоатацијата на олово-цинкова руда, со што околу 1000 рудари во Пробиштип и Крива Паланка ќе се вратат на своите работни места. Председателот на синдикалната организација на рудникот Злетово, Тодос Гацовски, вели дека денешната вест која пристигна од Штипска апелација, отие побиена хипотеката на објектите за рударите, е позитивна. За нас како рудари оваа вест значи многу. Тоа значи дека нашата голгота денеска завршува. Законскиот рок, дали за 15 или 10 дена, газдата Минстрој ќе почне со експлоатација на рудниците. Ќе повика една група луѓе кои мора да го способат рудникот за работа, што е предвидено со Законот за безбедност и здравје при работа. Ходниците треба да бидат оспособени за експлоатација, вели Гацовски. Рударите, согласно договореното во владата и со бугарската компанија Минстрој, очекуваат сите да бидат повикани на работа откако ќе се создадат услови за да се влезе во јамите. Со оваа позитивна вест и откако ќе се предаде имотот на Минстрој, прво по законот треба да се платат за останатите плати на работниците. Ние имаме 3 неисплатени плати, рече Гацовски. Рударите се информирани дека новиот концесионер веќе има и порачано нова опрема и машини за експлоатација на рудата во јамите.